Првиот петок од август е светски ден на пивото, кој оваа година се паѓа на 4 август. Пивото е најпознат светски алкохолен пијалок и трет најконзумиран пијалок после водата и чајот, што ни дава идеја за тоа колку луѓето сакаат пиво. Пиво пием само Скопско и Златен дам, друго ништо. Пиво, па на Жешкото се пиеме. Прилично, да. Сега на Жешкото. Пиеме, како не пиеме. Пиеме, кој не пие пиво? Да се оладе. Но дали сте знаеле дека пивото е всушност најстариот подготвуван пијалок кој датира од неолитот или 9500 години пред нашата ера? Амстердам ги плаќа алкохоличарите со пиво. За чистење на градските улици, локалните алкохоличари добиваат 10 евра, половина пакетче тутун и 5 пива како надомест од владина организација. Најсилното пиво на светот е Брумајстер Снејк Веном. Додека обичното пиво содржи 5% алкохол, овој шкотски убиец има изненадувачки 67,5% алкохол. Но пивото е и здраво. Конзумирањето на едно шише пиво дневно го намалува ризикот за бубрежни камења за дури 40%. Освен тоа, пивото ги зацврстува коските со тоа што содржи големи количини на силикон кој ги складира калцијамот и минералите во коскеното ткиво. За пивото и неговата подготовка има цела наука наречена зитологија или цитологија со потекло од грчкиот збор за пиво зитос. Земјата во која најмногу се конзумира пивото и тоа по импресивни 151 литар по жител е логично Република Чешка. Инаку најскапото пиво на светот е Viel Bon Secure, од кое едно шише чини околу 1000 американски долари. Белгија исто така има и најразновидна понуда на пива од светските 400 видови на пиво кои постојат. Во оваа прилика, јас го преферирам нашето, Стар Конак. На здравје!